Добар ден, драги гледачи, добродојавте во најновото издание на овој наш и ваш, како што умеам секогаш да кажам, Демократски импулс, подкаст за народот. Денеска ми е особена чест што на гости ни е токму еден стар полицаец, би кажал, еден од старите полицајци, еден старешина, професор Љубомир Ѓурчиновски. Добре дојдовте и чувствувате се како дома. Добро вечер, добре најдов. Ќе се чувствувам исто како дома и ќе отвориме можеби некои интересни теми, интересни прашања за вашите гледачи. Се надевам и верувам. Најнапред секогаш умам и да прашаме и пред камера, дали ќе одиме на вие, дали на ти, Не, да се кажеме. најслободно на ти, значи најдругарски, најферски, ќе си разговараме онака како што ни доликуват и мислам дека немаме потреба од формалност. Јас многу ве почитам и ќе се обидам тоа така да биде. Нема проблем. Зашто секогаш така навика професор Ќе и ви кога кажам, ќе се слушнеме, но немојте, тераме- мислам че онадиме, значи ќе разговараме затоа што јас и на почетокот, значи ќе ви кажам, јас сум во Министерството за внатрешни работи, односно во македонската милиција уште, од 1980 година. Значи, по завршување на средно полициско и почнувам како полицаец во време, јас сум онаа генерација во време кога поголем број на ученици кои што завршивме таа година, значи тога се формираат две единици на ниво на Министерството, специјалната единица и републичката сообраќајна единица со две станици во Петровац и во Демиркапија. Но тогаш почна да растат и посебните единици, каде што, например, старешини и команданти беа еден Томе Китановски, еден Бошко, еден Љубе Николовски и така натака, значи тоа беше периодот кога во Министерството за внатрешни работи, значи имаше хиерархија, имаше почит, имаше професионалност и имаше навистина едуцирани кадри кои што доаѓа од средното полициско и од факултетот за безбедност кој што 3 години претходно беше отворен како прв високообразовен центар за кадри од областа на безбедноста на ниво на тогашната држава, Федерацијата Југославија. Како што ви спомнав, мене ми особена чест што јас сум внук на еден од тие што ги спомнавте, Томе Китановски. Многу ми е драго и мило што ви оставил добар впечаток, сте работеле Не само заедно. добар впечаток, мислам, ние бевме тогаш млади полицајци со искусен старешина, кој што го прегрмевне Косово 81 година, каде што Томе на вистина покажа и Бошко и сите други старешини кои што ги спомнав покажа еден висок степен на професионалност и голема грижа за сите нас како млади полицајци, ние што туку почнати со година дена стаж, значи грижа да не се направи некоја грешка па да имаме недолжни жртви. Така. И тоа е посебна почит, значи према тие старешини од тој период и сите други старешини во Министерството кои што со генерации се градеа и постигнува одредени резултати и јас често пати знам да кажам дека не сум јас најдобриот експерт и човекот кој што највише ги знаат работите, значи има и други, но зошто не сакаат да настапат по медиуми, веќе тоа е друго прашање, тоа е нивно лично право, кое што они сакаат или не сакаат да изнесат и да кажат некои состојби, односно да се впуштат во една демократска расправа како да ги надминиме сите овие слабости и се ова што ни се случуваат во рамки на Министерството за внатрешни работи, каде што веќе имавме еден црн период, јас тоа така го викам, по удирањето на
полицајката од пајакот, нели, и непреземањето на санкции да бидат санкционирани сторителите на кривичните дела против овластените службени лица кои што вршат работи од областа на безбедноста, па и натака да обезбедат неказнивост на сите оние банди кои што се пукаа по улиците, но тоа е друга тема која што ќе разговараме, ќе го говориме секако. Тогаш кога одиме на ти, можам, но сепак морам господине да ви се. Нема проблем. Ѓурчиновски. Ѓурчевски. Тоа е малку специфично презиме во. А значи го има во Струшко, во Дебарско и во Поречието, а иначе моето потекло е од Брод Македонски, така да еве и јас ќе изнесам еден податок. Значи, вашиот дедо кога студират на Вишата полициска школа во Загреб, заедно студират со мој чичко, брат на татко ми, Стојмир Ѓурчевски, кој што сега е покоен, нека му е лесна земја, кој што беше началник на полицијата во Македонски Брод. Колку е мал светот. Колку е мал светот. Години јас со вас така разговараме на ти, така. На непријатна разговор, така. Тоа е тоа. Господине Ѓурчевски, би сакал најнапред да ве запрашам, дали полицијата во тоа време, во ваше време и во времето на деда ми и во многу други старешини, беше на ниво на задачата или оваа денеска, по што се разликува, дали се подобри, например, дали стана помодерна оваа денеска или напротив, тие полицајци се на многу повисоко ниво од овие денеска? Видете вака, значи јас често пати, значи како човек кој што научно се занимавал со кривичното право, кривичната постапка, односно казненото процесно, криминологијата и организираниот криминал, нели, значи како главни испити на докторските студии, доваѓаме до една ситуација, анализите да ни покажат дека тогаш сме имале еден подсврст правен систем, во кој што подсврст правен систем сме имале многу подобра ситуација и многу позаконита ситуација на функционирање на тогаш истражните суди, затоа што полицијата ја водеше истрагата, истражните суди, јавното обвинителство и судството, кои што беа многу поефикасни и многу позаконити. Мал беше степенот на корупција, кој што срамежливо влегуваше 80-тите години во тие служби, во безбедносните служби, но исто така имавме една ситуација каде што овластувањата кои што ги имаа полициските службеници овозможуваа нивно ефикасно и ефективно работење, односно примена на сите закони, затоа што полицијата во прекршочниот дел, затоа што тогаш носител на себе беше униформираната полицијата во прекршочниот дел постапуваше некаде по 100 и нешто закони. Значи полицијата беше секаде и во законот за заштита на води, и на риболов, и на лов, и престој во граничен појас, и лов и риболов во граничен појас, и лични карти, и патни исправи, и државјан, значи сите тие надвор од оние прекршоци основните, јавен ред и мир, безбедност на сообраќај и така натака и така натака. И тогаш имавме една ситуација на висок степен на обученост на полициските кадри кои што излегува од Центарот за образование Елисија Поповски Марко, односно средното полициско, покасно и од факултетот за безбедност. Со демократизацијата на системот и реформите, особено во делот на економијата, мислам дека Република Македонија не ги доби очекуваните реформи, се направи една криминогена приватизација во целина, која што криминогена ситуација ни создаде огромен број на стечајни работници на улица, работници со изгубени работнички права, понатака неефикасни институции, немоćни институции да применуваат закон, навлезе високиот степен на корупција таму каде што никогаш не требаше да влези, а тоа е судството и обвинителството, се појавија насилници кои што насилно ги одземаа акциите на работници со уцени, со закани и така натака. Денеска се бизнисмени. Да, денеска се тие главната елита во државава и така натака. Значи каде што на полицијата едноставно и беа врзани рацете да преземат било што, затоа што се променя можеби законите, како што не само што се овластувањата? Не само законите и овластувањата, него знаете, кога се накрши
онај дел на патриотско чувство за заштита на државата и незината моќ визави моќта на криминалните групи кои што полека ни влегуваа, особено во делот, значи прво, основна анализа. Ако во Република Македонија, односно во главниот град Скопје, 80-тите години можевме да зборуваме за 10 до 15 уживатели на опојни дроги, значи кои што секој ги познаваше и ги знаеше, веќе во 90-тите години зборуваме за илјадници уживатели на опојни дроги, како регистрирани, а ако земите дека темната бројка криминалистички е пута 3, ако ние институциите, државата, здравството и полицијата регистрирала, да кажеме, 2000 уживатели на опојна дрога, пута 3 биле 6000 и нешто повише, и тој раст бил толку прогресивен да едноставно човек не може да замисли. И сега сите ќе прашате што работевте вие полицијата, но секој пат полицијата беше ограничена под изговор дека тоа е национален интерес, дека ние треба да одиме да се демократизираме, треба слободите и правата на граѓаните. Значи тогаш почна тоа. При тоа го напуштивме главниот момент кој што ние во делот на криминологијата стално го зборуваме, а тоа е делот на виктимологијата. Нашиот правен систем пред 90-та беше основа му беше виктимологијата, односно заштита на жртвите од криминалот. А веќе 90-тите години не ги штитиме жртвите од криминалот, него почнуваме да се грижиме за правата на криминалците. Значи, како сторители да не бидат малтретирани во полициски станици, да не бидат спротивно на закон спроведувани, да им се обезбеди бранител, да им се обезбеди лекари, така над. Што? Може би како права, да, но при тоа им се даде една можност одбрана со молк. Ме разбирате, многу тешко се доваѓаше до информација. Не само до информација, до предмети кои што ги стекнале со сторување на кривични дела. А знаете, во кривичното право е начело дека се што е стекнато со кривично дело е ништовно, односно казниво. И вие кога ќе ја погледнете целата таа структура и целата таа состојба, значи полека се создаваше правен систем на неказнивост. Во тој правен систем на неказнивост, значи најголемиот профит секој пат го добива криминогените структури, за кои што пенологијата им предвиде зголемени услови и се подобри и подобри услови за издржување на казната. Нели, зборувавме дека таа структура каде што имаме по 30 луѓе во затворите не е добро во соба и така натака, тоа е некој комунистички систем, дека тоа е кршење на човековите права, дека треба да имаат простории со телевизори и така натака, што ние како систем не бевме подготвени да прифатиме ни такви реформи, затоа што кај нас овде имавме енормно наплив, враќање на наши сторители на кривични дела по Западна Европа, кои што ги злоупотребувале бенефиците на Западна Европа, уживале по затворите, и он сега ти доваѓа овде и вика, ајде бе, удриме да те видам, кој си ти, па ќе видиш че те тужам на суд. А порано не можел тоа нити можел, ниту он едноставно кога ќе виделе полицаец бегале. Зошто? Затоа што овластувањата на полициските службеници беа сосема други и моќта на полицијата и на државата, зборам и на државата, со санкционирање и казнување, тогаш да нападните полициски службеник. Немаше јавен обвинител или судија кој што немаше да побарат минимум 3 години затвор за напаѓачот. Разбирате? Значи тоа беше денеска да се судри и да иде уште да напушти работа. Да, не, денеска имаме една ваква ситуација. Денеска одредени старешини во безбедносниот сектор ги учат криминалците да ги тужат полициските службеници доколку му припретил, доколку употребил некој збор, не дај Боже да употребил средства за присила. Не дај Боже, и ако требело согласно закон полицајецот да примени средства за присилба, затоа што во тие 7 црни години јас кога ги викам Оливер создаде еден сектор монструм, јас го нарекувам, на кој што му даде надлежност да води истраги. Господа, секторот за внатрешна контрола е сектор преку кој што министерот остваруваат
цивилна контрола врз Бирото за јавна безбедност, врз силата. Со полицијата раководи директорот на Бирото за јавна безбедност. Кривичниот закон, законот за кривична постапка се кристално јасни кога зборуваат и викаат. Истрагите ги води полицијата. Полиција е Бирото за јавна безбедност. Што ме Бирото? Значи тој сектор ако сака да води истраги треба да биде позициониран во Бирото за јавна безбедност, но тогаш не би бил сектор за внатрешна контрола, значи не би бил надзорен орган, она што е надлежност на министерот. Значи викаме министерот се грижи за да обезбеди средства, материјално-технички средства за непречено функционирање на работата на полицијата, да донеси одредени, да предложи во собрание одредени измени на законски проекти од надлежност на полицијата и така натака и така натака. Значи тоа се на неговите сектори. Затоа викаме организацијски во министерството, секторот за финансии, секторот за правни работи, секторот за внатрешна контрола, секторот за заеднички работи му припаѓаат на министерот. Полицијата е во Бирото за јавна безбедност и сите оние сектори, така да мислам дека тука се направи една таква лоша реформа, една многу лоша реформа, која што многу лоша реформа беше направена само за да се предизвикува страв кај полициските службеници да применуваат средства согласно закон, плашејќи се од преземање на акции од страна на секторот за внатрешна контрола. Тука директно ќе ве запрашам еве случајно сега додека ти Да. разговараше, јас се присетив конкретен случај Чавков. Зошто е во затвор? Дали ги смеша лончината, дали заради непостапување? Каде се повеќе? Не, вака, значи пазете, јас тоа кривично, значи тоа кривично дело јас уште на старт во еден друг медиум, кога се поднесе обвинителниот акт и кога се отиде со обвинение за сторено кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок на Република Македонија, кажав дека такви елементи на тоа кривично дело нема и јас реков дека да го видам тој мојчен обвинител кој што ќе изведи такви докази и ќе докажи една кривична одговорност за едно такво кривично дело, терористичко загрозување на уставното уредување. Значи, таму ниту има такво дело, ниту има еден доказ кој што може да се стави на товар не само на господинот Мите Чавков, него на сите останати луѓе кои што се осудени во тој антиуставен процес за 20 мислам дека више. Не, дозволете. Ќе го објасниме и тоа. Ќе го објасниме и тоа. Значи, за настаните од 27 април, значи како искусен полицаец, како човек кој што тргнал од најниско од полицаец на улица, полицаец на позорна. Па сум изградил кариера. Значи, во најтешката варијанта можеше некој во обвинителството да барат злоупотреба на службена положба со непревземање или преземање на действија кои што бил должен да ги преземе или да не ги преземе, тоа е кај директорот одечи од тоа дека тој ја има златната команда врз полицијата. Тој е директорот Мите Чавков во тој период. Сите други надоле хиерархиски, значи, но таа казна и ако се докажеше, не може да биде судската пракса покажува дека никаде не надминала 3 години. Зборувам за злоупотреба на службената положба. Сите други можеа да одговараат за неизвршување на наредба или извршување на наредба што представуваат кривично дело. Многу полесни форми, не полесни форми, него форми со кои што евентуално можеше да се барат одговорност од полициските старешини заради неблаговремено, ако веќе обвинителот утврдил дека има неблаговремено преземање на действија на полицијата која што била должна да ги преземе. Дали има според вас? Нема. Значи, викаме дека имаме една ситуација каде што јавното обвинителство кај господинот Душко Лазаров и кај господинот Митко Пешев, како високи старешини, кои што командуваат со специјалните единици, односно Душко Лазаров е во централниот штаб за следење на настаните по хиерархија за по онај план
кој што полицијата го има изготвено и затоа викаме дека таму може да зборуваме евентуално пак викам, значи треба да се изведат докази за извршување на наредба што представуваат кривично дело доколку на вистина Митко Чавков ја закаснил интервенцијата, не предзел благовремени действија, затоа што во истиот тој период кога се влегуваат во собрание во аеродром кај хотел Русија, во салата во аеродром, се играт кошаркарски надпревар, каде што имаме поголем број на полициски единици кои што може да бидат искористени и извлечени, затоа што прекинувањето на еден спортски настан заради заштита на најбитната државна институција собранието не значи ништо, така да можеа да ги презема тие действија, но пак ќе се вратам и ќе кажам, доколку немаше отварање на вратата, масата ниту ќе влезеше внатре во собранието, ниту ќе можеше да ги пробие вратите, значи ќе се одржеше јавниот собир надвор пред собранието, така како што е. Најголемата трагедија, и ако некој треба да одговарат за терористичко загрозување на уставниот поредок, треба да одговараат тие парламентарци кои што спротивно на закон и на устав избраа председател, за кој што и ден денеска не постои записник во собранието, прва работа, значи они спротивно на уставот спроведоа и спроведоа действија со кои што понатака спротивно на уставот донесоа закон, односно закон за амнестија, каде што можеа да ги уценуваат одредени пратеници, што е најтешка форма на терористичко загрозување на избрани и именувани државни функционери. Дали ја сваќате поентата? Они ги ставија прво во притвор, па со закани, со уцени и така натака ги присилија да гласаат за нешто што е надвор од уставот и надвор од уставната процедура, кога имате референдум, на кој што референдум граѓаните ви викаат немате легитимитет, значи немате мнозинство, немате легитимитет, да ја продолжите постапката. И они спротивно на тој референдум, ама бил консултативен, не бил задолжителен. Тоа се каже откако заврши. Откако, значи не е ни битно, каков сакат нека бидите. Референдумот е референдум. На референдумот се добиват овластување од народот, а вие сте представници на народот, собранието се пратениците се представници на народот. Нели, во тој момент тие ќе добијат легитимитет од народот да го и продолжат действијата. Они не го добија тој и насила. И затоа јас кажувам дека во било кој момент Република Македонија согласно меѓународното право, затоа како викаме во правото, секој договор е ништовен. Значи има процедури, има постапки како тој договор треба да се раскинет и да се поништи со цел да се врати состојбата во време кога нешто е остварено со сторени кривични дела. И пак ќе се вратам на начелото во кривичното право. Се што е остварено со сторено кривично дело е ништовно, односно казниво. Ете, тоа е она за тој фамозен 27 април. Јас постојано тоа го коментирам и кажувам. И најлесната форма, значи која што ја кажувам, може би таму Игор Јук или некој ови од меѓу кои што и Јане Ченто и Михајловски и сите кои што се осудени и Ќосето и сите кои што се осудени, покојниот Игор Јук мислам дека го спомнав, нека му е лесна земја, значи сите тие може да бидат осудувани прекршочно за учество во толпа што го нарушила јавниот ред и мир. Нема според вас таму организирање? Ама пазете, ниту има организирање, ниту има некаква форма на противуставно делување. Луѓе, што вела дека имало вметнати луѓе од полицијата со качунки, со пиштоли?
Тоа се измислици на баграта и бандата која што одработи сценарио за пари. Јас затоа често пати ја повикувам Агенцијата за национална безбедност да си ги преиспитат грчкиот капитал кој што влезе, со кој што капитал и со кој што пари сега некој во Дубај гради висококатници, нека си се позанимаваат малку со вкупните тие и она што го направија за интерес на Бугарија со протоколите, со договорот за добрососедство, но најтрагично е во делот на протоколите. Тоа е отом потом прашање кое што исто така ќе го разговараме и ќе го разглаваме. Значи тоа е типичното противуставно делување и спроведување на постапки спротивно уставот за подпишување на билатерални договори со други држави каде што се стори кривично дело од членот 308, односно главата 28, тоа се кривични дела против уставното уредување, во делот во член 308 каде што викаме кривично дело загрозување на независноста. И таму многу убаво си стои. Тој што ќе ја доведе Република Македонија во починета состојба спрема друга странска држава или корпорација и така натака, ќе се казни со затвор од најмалку 5 години, таму нема имунитет. Да не се лажиме и се додека ние како држава не го направиме тоа, јавното обвинителство, нормално Агенцијата за национална безбедност, која што е најповикана за расветлување на тој вид на кривични дела од главата 28, со едни постапки согласно закон, зборувам согласно закон, све постапки согласно закон, значи преку државниот јавен обвинител, преку Врховниот суд и така натака, така како што пропишал законот, да се спроведат сите тие постапки и целата таа структура и сите тие кои што гласаа спротивно на уставот, кои што гласа за тие договори, треба да се соочат со тоа кривично дело и да си легнат во затвор, да си го платат долгот према уништувањето на Република Македонија, затоа што тоа ја загрози го загрози суверенитетот на Македонија, исто како што некој го загрози и ја доведе Македонија во починета состојба со издавање на 215 пасоши на мафијата, кои што 215 пасоши сега кога одите на било која граница, штом ќе го видат македонскиот пасош одма има тупав. Има посебна процедура на проверка. Значи посебна процедура и секој граѓанин од нас во прв момент, кај сакате, дури и во најблиските држави како што ни се Хрватска, Словенија, кога влегувате, одма со скептицизам гледаат дали е тој пасош оригинален или е пасош на некој од криминогените структури. А некој сега излегува тамо, окей, пратеник е, има право нека си зборуваат, нека си кажуваат, нека си изнесуваат сите факти, но мислам дека треба да се соочи со тој вид на кривично дело. Одлично, до тука направивме како една увертира за состојбите во минатото, нешто начнавме и за сега, за овој период, но еве малку да сублимираме, би сакал да ве запрашам, велите, често пати ве слушам дека во Македонија во моментов има на улиците се безбедни, значи има некаква, но само пред 2 дена имаме немој настан, загина еден чичко Југо пред својот прозорец на тротоар. Од лица, двајца што бегале со мотор, на полицијата го газат и уште не се најдени после 2-3 дена, еве, што мислите, дали сме стварно безбедни или... Вака, значи, во последнава година со доаѓање на новата власт, значи се равчистија многу тешки кривични дела од оние престрелки на организираните криминални групи, особено клановите Дујчанџик, Арачиново, Грчец и така натака. Значи, се равчистија многу убиства кои што беа толерирани во претходните 7 години, кои што доведоа до една ситуација на целосна небезбедност, затоа што имавме пукање во трговски центри, Радеш Текли, знаете, во Даймонд, во Изгейт, два пати беше пукано, еднаш доле во подрумите, после на скалите и така натака. Значи, беше направен се извинувам, не Даймонд грешка, не беше ни направен тогаш Даймонд. Се извинувам на собствениците. Изгейт Мол. Да, Изгейт Мол, значи се извинувам на собствениците, да не ме разберат погрешно. Значи, целата таа состојба со сето на дивење, со возила и така натака, но не викам дека
Не викам дека и покрај сите тие мерки, ние се уште имаме криминал на улиците. Се уште имаме брзо возење, се уште имаме ноќна бука, нарушување на јавен ред и мир со она силно грифсање, да, мотори, возила и така натака. Значи полицијата е битно дека сега е присутна, не е напаѓана, тоа ќе ви кажам покасно, ќе го искоментирам. Секако. Значи, не е напаѓана како што беше напаѓана во периодот на Оливер Спасовски, каде што нападите на овластените службени лица и инспекцијските служби со попречување во вршење на действија од областа на безбедност и од областа на инспекцијскиот надзор, беа за 300% зголемени. Ако пред 2017 сме имале 10 до 5, тој податок можете да го проверите и во МВР, званична статистика да ви дадат, ако сме имале, да кажеме, 10 напади на полициски службеници, веќе во периодот после 2017 година, особено по удирањето од пајакот, значи имаме по 30-40 напади. И едноставно полициските службеници се чувствува небезбедни да преземат действија, односно да применат овластувања, што сега не е ситуација. Сега, значи, полицајците се присутни, секаде преземаат действија и така натака. Јас жалам за тој трагичен настан што се случи некни, навистина е трагедија, ама знаете, криминалците и криминогените структури, затоа што обично луѓе кои што сториле друго кривично дело или друг прекршок или можеби се уживатели на опојна дрога, па имале кај себе можеби и опојна дрога и така натака, па се дале во бегство, не застанале на даден знак на полицијата и така натака, па се случил овај немил настан и така натака. Значи трагедија, и кочанската трагедија е трагедија. Да не се лаже, ќе ја коментираме. Значи тоа е трагедија, се тоа трагични настани, за кои што трагични настани, значи треба да има соодветна истрага, треба да бидат фатени сторителите на кривичното дело, треба да бидат процесуирани со обвинителен акт, со законита судска постапка и со донесување на соодветна пресуда во постапките. Јас затоа викам, верификацијата на работата на полицијата е обвинителството и судот. Значи, колку пријави ќе прифатите обвинителот, колку ќе поднесите обвиненија за сторените кривични дела, со обезбедени докази и колку судот од ними ќе пресуди. Затоа што во делот на приватизацијата, пак ќе се вратам, која што е најкриминогена состојба во Република Македонија, 90% беше завршена во мандатот на господинот Бранко Црвенковски, значи 90% предпријатијата со оние фамозни менаџерски тимови каде што денареде не се уплати во буџетот на Република Македонија, а некој стана овде олигарси и така натака. Значи, имаме една состојба во која што све се разграби, све се уништи, а судовите не пресудија, јас што викам, нула предмети. Јако полицијата имаше поднесено многу кривични дела, било да е тоа за присилба и изнуда, односно уцена за да работниците ги продаат акциите или да ги дадат на управување, да заверат полномошно кај нотар, односно тогаш уште во судовите до 97 година, 97 веќе се формираа нотарите и така натака. Јас сум зборувал за инсталацијата на организираниот криминал во Република Македонија, каде што, значи, како завршна година на инсталацијата на тие организирани криминални групи, ја земам 1997 година и поплавата во царината, во царинската управа, каде што се уништија огромен број на докази од сите оние кршења на ембаргата, од извозот на цигари, од шверцот на нафта према поранешните кризни подрачја во Југославија и така натака, но многу луѓе направи. Значи велите дека нормално дека и сега има криминал, но под контрола гледате дека има некаква разлика, дека нешто се работи, ако смеам да заклучам. Да. Така. Јас лично бев сведок на она другото време, како што спомнавте, лично бев сведок на сега веќе починатиот Оки, го знаеме сите, од Дуќанџик. Така, каде што лично на сообраќаец од Пајак службата, лично го фати за врат и тоа со пиштол, јас бев сведок, имаше пиштол, не се ни праша дали има дозволи или нешто слично,
со полицајецот бев, го пушти, ниту колата му се дигна ништо. Значи, според вас во ова време сега Тоа не може би да се било возможно да се случи некога ситуација слична. знаете, за еден друг медиум реко вака, се додека опозицијските лидери, било да се тоа од ДУИ, било да се тоа од СДС, било да се тоа од Алијанса за албанците или било кој, стануваат са бајле и викаат оставка на Тошковски, јас до тога се радувам. Знаете зашто се радувам? Значи, до тогаш они не успеале да го внесат во тие матни води за да го замолкнат, односно да го попречат и него и директорот на бирото да преземаат законити дејствија во откривање и расветлување на криминалот. Вие видите кој се криминал се расветли. Луѓе, 93 милиони евра е повратот на ДДВ во управата за јавни приходи, каде што кажувам дека обвинителството мора да си ја прошири страгата и према госпоѓата Сања Лукаревска, која што беше директорка. Не може да се изврши поврат на ДДВ на некоја фирма без да со побарување над 1000 евра поврат на ДДВ, без при тоа да се изврши контрола, без разлика дали е таа месечен, тромесечен, шестмесечен или годишен даночен обврзник, ако го пријавувате и го плаќа данокот. Тоа е првата работа. Значи 93. 160 милиони евра е криминалот кој што беше направен со оној фамозен мазут, нели осомничени сите оние лица кои што беа и во притвор, каде што си течи една постапка. Понатака, директорот на ЕСМ, Васко Ковачевски, понатака, Артан Груби, нели во бегство за лотарија и така натаму. И за нив двајца и за тројца. И за не е битно, ќе ги надиме, него ви кажувам кој се е криминал, значи кога ќе го соберите цифрите од тој криминал, значи тоа не е само работа на Министерството за внатрешни работи, таму е финансиската полиција, таму е управата за јавни приходи, таму се колеги во последнава година кои што навистина се вложиле да го равчистат криминалот од претходното катастрофално владење во Република Македонија. Но видете, дали на пример во времето на СДСМ кога пребега Никола Груевски, нашиот познат екс-премиер, дали му беше допуштено да побегне, тоест да си замине? И дали има некаква разлика од бегството на Артан Груби, дали на него можеби му беше допуштено да си замине или... Видете, паралелите помеѓу бегствата на сите ними, дали им било допуштено или постои некаква друга позадина во целата таа работа, разликата е во едно. Разликата е во тоа што некој создаденото противуставно специјално јавно обвинителство, значи Уставот на Република Македонија, признават само јавно обвинителство. Во врска со тоа се носи закон за јавно обвинителство во кое што се разработуваат, понатака, се разработуваат организационата поставеност во рамки на јавното обвинителство. Па имаме, значи, тоа е во судовите. Вишо јавно обвинителство, па имаме основни јавни обвинители и така натака, па значи викаме во тој дел, па имаме обвинителство, ама во рамки на државното јавно обвинителство и систематизирано во законот за јавно обвинителство, викаме јавно обвинителство за гонење на кривични дела од областа на организираниот криминал како специјализирана институција внатре во рамки на јавното обвинителство, ама сепак на врвот стои државниот јавен обвинител. Овде се создаде еден противуставен орган, специјално јавно обвинителство, каде што никаде во Уставот го нема. Тој орган се претвори во рекет институција. Во рекет институција. Нивните предмети сите паднаа. На крај се донесоа и измени на кривичниот закон кои што отидоа во насока за најголемиот дел од тие кривични дела да застарат, сторени од таа влада на осомничени лица од владата на периодот на владење на Никола Груевски. По однос на кривичното дело, за кое што често пати сум зборувал и сум рекол дека исто така нема кривично дело, тоа е набавката на Мерцедесот, за кое што господјата Гордана Јанкуловска е почитувана министерка со која што сум соработувал и сум имал прекрасна соработка, значи без дело беше осудена.
Тоа ќе се уверите кога ќе завршите постапката во Страсбур, па кога ќе треба да и платиме огромна оштета на господјата Гордана Јанкуловска, затоа што тамо Мерцедесот е во функција на државата, Мерцедесот се користи од страна на државата со сите екстри кои што биле вградени внатре, не знам, телевизори, не знам, играчки за дете, значи што и да е, се е на лице место и се е, и јас често пати зборувам дека на Република Македонија и требат минимум 5 до 10 такви блиндирани Мерцедеси, возила, не мора да се Мерцедеси, возила, затоа што овде доаѓаат странски државници од типот на Макрон, од типот на Шулц, од типот на било кој од него. Замислете сега да ни дојдит крало Чарлс. А ќе ни дојдит со потпишувањето на овој договор за партнерство со Велика Британија. А знаете кој е обезбедување тоа треба да биде? Или не дај Боже да, тој ќе си има своје и наше. И наше и свое. Ама и за целокупната негова делегација. Замислете да ни дојдит во посета каде што ќе треба да видиме горди како држава председателот на Соединетите Американски држави, господинот Трамп. Знаете кои видови се тоа на обезбедување и кои безбедносни процедури ги барат? Спремни ли сме ние да пречекаме такви луѓе? Според вас? Мислам дека не сме спремни, технички не се спремни, ни кадровски, полициски, и секако можеме тоа да го изведиме, значи со обезбедување, со физичко обезбедување зборам. Но не сме технички, не сме опремени со моторни возила, со блиндор джипови, со хеликоптерски единици и така натака, значи со се. Но затоа, кога беше овде Бил Клинтон за време на кризата на Косово, значи си дојде FBI и они си беа носители на планот за обезбедување. Значи, не дај Боже, луѓе, јас често пати викам, било кој од тие големи државници, на големите сили, да се случи нешто во Македонија кога би бил на посета, а нас нема да не има. Толку ќе биде. Значи, толку ќе биде крајот, мислам, пазете, јас сум премногу сериозен и сакам да бидам отворен и искрен со граѓаните. И вие сте секогаш. И затоа викам дека господјата Гордана Јанкуловска беше осудена за нешто што не представуваат кривично дело и сите тие кои што учествуваа во донесување на таа пресуда треба да се соочат со кривично дело злоупотреба на службена положба и сите да одговараат. Сите да одговарат, а не да се повикуваат на имунитет на суди и така натака. Не, господа, они уништуваат животи. Значи, со погрешното донесување на тие пресуди се уништуваат животи, да не се лажиме. Па после ни бил крив Страсбур, зашто ни паѓале пресудите. Па ќе ни паѓаат затоа што се политички мотивирани тие пресуди. Затоа што се исто пак ќе се вратиме на 27-ми. Истото и тоа. Затоа што таму ние не изведовме докази, обвинителството не го докаже кривичното дело терористичко загрозување. Што сакат обвинителството, ако земите дека тамо најголемиот број на осудени се полициски службеници, тоа високи старешини во Министерството за внатрешни работи, почнувајќи од директорот на Бирото за јавна безбедност, господинот Митко Чавков, па господинот Душко Лазаров, виш полициски советник, па понатака господинот Митко Пешов, началник, командант на специјалните единици. Што сакаат со тоа да кажат дека во Министерството за внатрешни работи не била терористичка келија? Тоа е срам за судството и за обвинителството на Република Македонија. Тоа е најголемиот срам и најголемата беда за обвинителството и судството на Република Македонија. По тој основ. Зошто? За да бидат ревносни слуги на некои разузнавачки служби, тоа е најголемата трагедија. И затоа јас ја повикувам перманентно Агенцијата за национална безбедност. Ало, господа, да си седните, да се занимавате со тоа што треба да се занимавате и да ги равчистите тие кривични дела, да си седните со Врховниот суд, да си седните со државниот јавен обвинител, да се изведат сите тие докази за да се равчистит, ако сакаме да градиме правен систем и правна држава. Кога веќе, професоре, го начинавме судството и обвинителството, би сакал да запрашам според вас, што мислите да кажете збор за околу случајот Скочани,
Сите знаеме каква трагедија, каква несреќа се случи таму, но дали вие насетувате, можеби сега, сега има и протести, сега некои велат монтирани, некои вака така. Јас не знам дали е не знам, според вас дали е реално некој што има загинато дете, таму да успее некој да го мотивира политички да оди да протестира, колку е тоа реално заверување. Они се жалат дека државата недоволно прави во моментот. Ајде вака да ја поставиме работата за Кочани, тоа е стварно карактеристичен случај кој што во неколку наврати сум го коментирал за многу медиуми. Прво, обвинителството, државниот јавен обвинител со целата своја структура, значи покажа дека можат, знаат и умеат да спроведат една законита истрага. Тоа е првата работа. За брзо време. Не е за брзо време, 3 месеци. 3 месеци. Истрагата, согласно ЗКП, трае 3 плюс 3 месеци. Значи, во рок од 3 месеци мора да заврши или да се произнеси обвинителството дали има или нема кривично дело што се гони по службена должност или по истекот на третиот месец да побарат продолжување на истрагата за уште 3 месеци. Тоа е закон, тука е бетон. Крај. Нема бегање од тоа. Така. Во овој рок од 3 месеци, јавното обвинителство за еден вид на кривични дела ја равчисти истрагата и поднесе обвинителен акт. Обвинителниот акт веќе е сега во основниот суд, во кривичниот суд во Скопје заради оние делегирање на стварната надлежност, затоа што судиите во Кочани сите учествувале во претходната постапка, не може да бидат назначени за судечки суди и така натака, значи тоа Врховниот суд си го равчисти. Кажа и си го равчисти и тоа е окей, и тоа е најдобро затоа што кадровски пак Кривичниот суд во Скопје е најдобро организиран суд во кој што суд значи има и кадровски потенцијал, има и се, каде што може да се спроведи една најзаконита постапка, судска постапка, нели, главен претрес со изведување на докази и така натака, со присуство на сите оштетени и така натака. По однос на семејствата. Јас секој пат и секаде зборувам дека семејствата во својство на жртви, затоа што се тие оштетени и се жртви, изгубиле деца, повредени деца и така натака, млади луѓе, имаат право од државата да бараат се, но начинот на кој што бараат остават простор да се сомневаме дека таму има политичко влијание. Значи политичко влијание. Семејствата треба да бараат, државата е таа која што треба да им овозможи се да тие млади луѓе кои што ја преживеа оваа трагедија добијат една нормална лекарска рехабилитација, да добијат нормални услови за иднонивно вработување, иднонивни живот, иднонивно вклопување во општеството, во системот, во државата. Верувајте за тоа, они треба од владата да бараат, значи, такви ситуации и јас го поздравувам некнешниот повик наведе градоначалникот на Кочани, кој што му се обрати на премиерот и му викат: господине премиер, дојдете во Кочани да разговараме како да им помогнеме на луѓево, на граѓани. После мои неколку настапи, а и други експерти, мислам дека веќе тие протести и таа работа стиша и опозицијата во тоа зборување дека имало селективност во истрагата, не знам ова, не знам тоа. Господа, ниту имало селективност, ниту може да има селективност, затоа што втората ден по настанот, по трагедијата во Кочани, министерот за внатрешни работи го разреши целото раководство во СВР Штип. Тоа сакам да запрашам. Го разреши, но никој не дозволи. Не. Судот не. Не, дозволете. Со самото разрешување на целото раководство на јавниот обвинител за гонење на кривични дела од област на организиран криминал, господинот Абази, сторени од полициски службеници, му беа отворени вратите за преземање на предистражни действија и истражни действија према сите тие полициски службеници. Тој се одлучи тие действија да ги преземи тек дури после 2 месеци. Но тоа е право на обвинителот. Затоа семејствата не може да бараат, или политичките елити да бараат одговорност од министерот за внатрешни работи. Министерот не води истрага. Да.
Истрагата ја водат обвинители кои што они ги избрале. Значи во нивни периоди они треба да си бараат одговорност од тие обвинители. Но ме радуваат фактот што и на крај јавното обвинителство за гонење на организиран криминал, сега да не одиме со, значи јавниот обвинител на крај поведе истрага и против тие лица и сега имаме на другата страна втор предмет ќе добиеме, втор обвинителен акт со 27 полициски службеници. Значи за кривични дела сторени од страна на полициски службеници. Превземање, непревземање действија, биле должни, не биле должни, издавале согласности, не издавале. Значи сето тоа истрагата ќе си го покаже. Ме разбирате? Знаете, за каква селективност зборуваме? Знаете зашто мислам дека малку се добива впечаток обратен? Заради тоа што знаеме сите, еве, гледаме, спомнавте за селективност, се мисли нормално на трите градоначалници кои се пуштени на домашен притвор, а во исто време се во притвор луѓе кои продавале карти и биле обезбедувани, кои ги спасувале децата и ги ваделе надвор. Сега, замислете си. Дозволете. Ајде сега ме чепнавте, значи што јас од првиот момент тоа го разговарам. Да. Значи, првиот мој настап во врска со Кочани, иако бе свежо излезен од болница. Памтам. Да, значи, јас кажав, постапката заради ефективност и ефикасност водење на главниот претрес, на судскава постапка, треба да биде поделена во две насоки. Прво, кривични дела извршени непосредно вечерта. Што се тие кривични дела? Обезбедувањето, кој дозволил толкав број на луѓе да влезат во простор кој што е за многу помал број на луѓе, кој продавал билети, кој пуштил малолетници внатре, кој пуштил. Организаторот на јавниот собир е должен да ги преземи сите тие действија согласно закон, не полицијата. Организаторот, кој дозволил да внеси пиротехника внатре, кој ја внел пиротехниката, значи тоа се сплет на кривични дела, сторени непосредно вечерта за време пред и за време на настанот. Кој укажувал помош, кој не укажувал помош. Значи има и лица кои што не укажувале помош, избегале. Да. Избегале, значи едно и друго викаме. Значи затоа викаме истрагата ќе си покажи, ако имало и полициски службеници кои што не презеле действија да укажат помош и тие ќе одговара. Нели полицијата 13 минути пред да се случи ова несреќа била таму? Не, вака викаме. Ако била таму, така. Презеле действие, имаме загинат полицаец. Меѓу починатите имаме загинат полицаец кој што преземал други службени действија. Има разноразни поговарања, затвориле врати, не затвориле, влегле, биле должни, отстраниле малолетници. Има и теорија дека биле пратени намерно во село Оризари место. Да, значи затоа викаме, тоа ќе си го покажи истрагата на јавното обвинителство за гонење на кривични дела сторени од полициски службеници, организиран криминал, значи. Вториот момент се системските слабости. Кој дозволил пренамена на објектот, кога е пренаменуван објектот, значи она што викаме кој издавал лиценци, како издавал лиценци, зошто немало контроли од управа за јавни приходи, плаќани даноци, неплаќани даноци, понатако државниот пазарен инспекторат, од дирекцијата за заштита и спасување имало противпожарна опрема, немало структурата на објектот и така натаму. Тука спаѓаат и градоначалниците. И градоначалниците, тоа се тие системски слабости. Затоа што градоначалниците во буџетот можеби добивали соодветни средства, нели? Да. Затоа викаме дали објектот е дива градба, не е дива, значи сето тоа се во рамките на тие системски слабости. Но обвинителството реши да е во една насока. Во еден сублимат, што може да ја оптоваруваат постапката на главен претрес, затоа што еден адвокат нека не дојде и има одложување, ама добро, мислам дека во таа насока треба да се внимава, да се биде многу внимателен и затоа јас ги повикувам новинарите многу ефикасно да ја следат целата постапка, да бидат присутни, правично да информираат, се во насока семејствата во својство на оштетени да добијат правична постапка, законита и да бидат санкционирани сите оние кои што допринеле да ни се случи таа максимална трагедија. Трагедијата се случи, државата има обврска да пружи секаква помош на повредените
и на семејствата на оштетените. И тука јас немам двојба. Не да е Мицкоски, Свети Мицкоски, нека јас секогаш ќе го повикам, ќе му кажам: ало, господине премиер, како држава со целокупниот капацитет на овие луѓе треба да им се помогне. Значи да им се овозможи рехабилитација, вработување, затоа што таму имаме изгореници, затоа што таму можеби ќе имаме неподвижни прсти, раце, нечум да нагаѓам што све како повреди може да биде таму, значи каде што треба. И добро е што веднаш се даде пониква одморалиштето за рехабилитација, веќе има позитивни резултати и така натаму. Значи сето тоа е една многу јака состојба. Професоре, сегашната власт, тогашна опозиција, наголемо критикуваше околу модуларната болница, Беса Транс, околу многу други ситуации кои се случија на оваа држава, не така пријатни беа. И велеа, ние кога ќе дојдеме на вас, еве веќе една година се скоро на вас, ништо од ова не видовме. Вака сега, значи пазете. Многу траги и многу предмети во врска со овие случаи кои што ги набројавте, се уништени, се злоупотребени, постапките се извртоперени, погрешно се насочени увидите и така натака, не се преземени одредени действија. И сега е ситуација кога со изведување на нови докази треба да се повторат постапките за сите овие случаи. И таму имаме еден куп системски слабости. Кој издавал дозволи, какви дозволи, кој вршил превоз на патници надвор од Република Македонија со фалсификувани лиценци. Значи сето тоа треба да биде докажано во една постапка. Кој издавал, кој ги регистрирал возилата, било да се тоа автобуси, било да се тоа камиони, било да се тоа леки коли и така натака. Значи таму имаме една ситуација каде што јас често пати сакам да кажам дека лиценцниот систем, системот на издавање на транспортни дозволи, системот на јавни набавки нас во основа ни е коруптивен и таму треба сериозно да се размисли за многу измени на законите, затоа што самите закони генерираат корупција. Сватете, самите закони, постапката и дискреционото право кое што го имаат раководителите во тие институции им овозможува да бидат корумпирани, да се насочат коруптивните елементи. Јас можам да ви набрам милион такви случаи каде што луѓето пекаат и овкаат за една најобична дозвола, чекаат 2 години, 3 години да се пуштит, например, еден градежен објект во употреба. Што е нонсенс. Оне едноставно собственикот за да им дозволи да им овозможи на купувачите на станови или било што да е да платит рекет, да корумпират некого за да му потпиши дозвола. На крајот од денот, дали верувате сепак во овие случаи, во правда на овие случаи? Ево, јас, например, сум директно тагнан со загубата на собствената мајка на онкологија и ставале вода во хемотерапијата, ја загубив мајка ми на 52 години токму заради ова. И директорот кој е наведен како најкрив, моментално ни влакно од главата нему. Пазете, затоа викам, сомнението во неефикасност, во корупцијата, во системот, јавното обвинителство, судството на врвот, значи судската власт како независна власт, доведуваат во ситуација да ние не веруваме во тие. Вие гледате, они немаат никаква доверба од граѓаните. Но проблемот е во тоа што тие институции не се труда да си ја зголемат својата доверба. Мислам, дали ме разбирате? Овде имаме класичен пример каде што и анкетната комисија во собранието што беше формирано во претходниот состав, со која што преседаваше госпоѓата Мизрахи и така натака, дадоа еден куп забелешки, односно индици, основи на сомнение за вкупниот криминал кој што не се случувал на онкологија. Целокупниот тој криминал тежи 30 милиони евра, луѓе. Значи се зборуваат за приватности, за семејни врски на релација министер, веледрогерија и така натака. Па препродавање на Косово на тие биолошки терапии, значи целата таа работа, обвинителството како несериозно да ја извршуваат и затоа беше поведена постапката
еден од случаите заради која што беше поведена постапката за разрешување на државниот обвинител беше точно случајот онкологија. Значи еден. Беше случајот Крмзов, беше случајот Васко Ковачевски, беше случајот Артан Груби со бегствата и затоа јас не сакам да правам паралели и да ги поистоветувам бегството на Груевски со бегството на Артан Груби, со бегството, затоа што јас кажувам се што е поврзано со електростопанство, во основа на врвот стојат германските интереси во Република Македонија, тоа да го знаете. Значи, тоа е суштината. И некој ќе ми каже, Артан Груби е вамо или тамо. Не бе, луѓе, прашајте во BNDP, во германската разузнавачка служба, они ќе ви кажат каде е. И они ќе го донесат тогаш кога нема да им треба повише. Да не се лажиме. А со Никола Груевски? Никола Груевски... Ќе се врати некогаш? Не, Никола Груевски, јас често пати тоа го кажувам, сега ја нема онаа опасност која што ја имаше во 2016-17 дека доколку легнит во затвор би можел да биде ликвидиран, затоа што тој во еден период беше присутен на сите рочишта, за сите сомненија. Но, кога се виде дека за Мерцедесот ќе носат пресуда која што каде што нема кривично дело, значи политички мотивирана, каде што жртва испадна да биде министерката Гордана Јанкуловска, се потврдија основаните сомненија дека на господинот Никола Груевски може нешто неубаво да му се случи во Република Македонија, па некој го извади од Република Македонија. Верувате вие дека стварно ќе го погубере во затвор, дека ќе го биере, дека пазете, такви викаме заговори имаше од него. Основани сомненија, значи постоеа, значи се зголеми можноста од евентуален сомнеж за една таква местенка, затоа што Нели тие лица лежат во ВИП? Ама да не, ама ако земите во една ситуација дека кајнес процесите беа крајно противуставни и ние донесовме терористи на власт. Терористи во типот на Заев, кој што спротивно на Уставот на Република Македонија ги превзема сите действија како да ја обезличи. Ова се сериозни обвинувања. Не само сериозни обвинувања, затоа јас стално повикувам. Постојат. Се надам дека нема да се навреди некој. Не за навреда, бурунда ме тужат, јас тоа го докажувам и го кажувам. Но проблемот е во тоа што некој овде не сака да поведи постапка за докажување на тие кривични дела. Проблемот лежи во обвинителството и во судството. Ако некој имаше намера да го докажи дека изборот на тогашниот претседател на собрание е со сторено кривично дело без доволно број на гласови, тој избор требаше да биде поништен. Значи, зборуваме за закон, не зборуваме за некој. Но на власт тогаш беше донесен господинот Заев. И затоа викам, неговите действија се противуставни. А штом се противуставни, представуваат кривични дела, кои што не можам јас да ги истражувам и да ги докажувам. Тоа не е сериозно обвинување. Јас само го повикувам јавното обвинителство да се спроведи истрага, затоа што тие кривични дела не застаруваат. Кога и како ќе ја спроведи таа истрага, јавното обвинителство, тоа е нивна надлежност, не е моја надлежност. Јас како човек, како експерт во областа на кривичното право, само го повикувам јавното обвинителство. Така, но дали професоре во Македонија има сериозна, значи, дали има пракса на јавно ајде да равчистиме за Груевски, ајде да равчистиме. Да, секако. И јас секој пат му препорачував на господинот Груевски, откако легна прашината околу тоа фамозна промена на името, односно откако се заокружи тој процес на уставно рушење на уставниот поредок на Република Македонија од тогашната владеачка структура, затоа викам тогашната предводена од господинот Зоран Заев, пак ќе кажам. Значи тој беше лидер, тој беше премиер на државата, тој беше начело на сите тие. Значи кога заврши, кога олабавеа сите работи, јас му советував да дојдите овде и да равчистит. Истото тоа што го направи Драган Далаверски. Застареа кривичните дела, си се врати во Република Македонија, легна 2 дена, 3 дена во притвор, се констатира, судот си ги констатира работите и сега господинот Драган Далаверски си е слободен граѓанин на Република Македонија. Јас истото
истото тоа, на сите бегалци, им го советувам. На крајот на криштата, ете го Аце Циганот, Боцевски, така значи го ли е вика. во Грција, во екстрадиционен притвор, за него е најдобро, на 65-6 години тамо колку ги има, не е ни битно, битно е над 60 години, значи да си дојди во Република Македонија, да си се соочи со законот, со судството, со правдата, да си ја одлежи казната, да си биде слободен граѓанин. Значи на сите тоа им го препорачувам. А на господинот Груевски посебно му препорачувам да си дојди, да си се соочи со правдата. Зошто? Сега, кога не постои никаква опасност за негова елиминација. Така. Значи не постои сега тоа основано тоа е сомнение. вашиот став, да. Да, тоа основано сомнение што тогаш било, сега веќе го нема. Но тој треба да биде свесен дека ќе треба да дојде во Република Македонија и да легне во притвор. Тоа е постапка, нема бегање, тоа е закон. Може има клаустрофобија. Професоре, да ве запрашам, би сакал, дали во МВР имате некакви сознанија или можеби знаете дека има одреден криминал? Например, има многу гласини дека имало дрога која снемало од полициска станици и била вратена назад на улиците. Препродадена. Видете, јавни поговарања, такви јавни поговарања имало. Возможно ли е? Возможно е затоа што, например, не знам вие колку знаете, 90-тите години, 98 или 99-та, во време на господинот Павле Трајанов како министер, беше украдена од депото на МВР, беа украдени 28 килограми кокаин. 28 килограми кокаин. Страшна бројка. Значи, со целокупниот јавни поговарања, пак ќе кажам јавни поговарања, да некој да не разбери дека јас тврдам, значи со сите оние јавни поговарања за високиот степен на коруптивност во полицијата и во Министерството за внатрешни, не би ме изненадило да една таква состојба биде докажана. Значи да се спроведат истраги, постапки и така натака. Затоа, внатре, министерот, директорот на бирото и сите тие колеги треба да си равчистат внатре со криминалот кој што го имало и че го има, да не се лажиме. Значи го имало и пред Панче Тошковски и пред Оливер, го имало во МВР и че го има пак и по Панче Тошковски, пак че има некои кои што ќе се дрзна да бидат корумпирани и така натака и така натака. И јас стално зборувам за тој вид на корупција кој што го има, но исто така често пати зборувам дали некој се запрашал за платите и статусот на полициските службеници и нивниот социјален стандард. Разбирате? Значи, платите на полицајците без оние додатоци за овластувања би биле на ниво, зборам со средно образование, би биле на ниво на минимална плата. Че некој треба дебело да размисли. Главата во торба си ја ставаат. Си ја ставаат главата во торба. Значи, затоа, како што ги критикуваме полицајците, така треба, како држава, пак ќе кажам, да седниме, да ја видиме целокупната состојба, особено министерот, директорот, сите тие негови служби, владата и така натака, малку да се позанимаваат со статусот на шумската полиција, на затворската полиција, каде што исто така имаме висок степен на поговарање за корупција. Но господинот Пандов вели затворската полиција е најплатена и се фали дека многу видете, е платена. господинот Пандов може да зборува за она што тој направил во оваа година, дека некои состојби успеал да ги исправи од целата онаа состојба. Но вие гледате што му се случува, нели кучката варала сад. Да, значи затоа викам, има проблеми, се решаваат проблемите, и министерот Панче Тошковски ги решаваат проблемите внатре, и министерот за правда ги решаваат проблемите со финансија. Тој им е задача, тој им е работа. Тој им е задача, но тие одат многу споро. Многу споро одат. Вие гледате дека инфлацијата си го прави своето, трошоците за живот си го прават своето, сепак се тоа луѓе кои што имаат и семејства и се, и затоа сега не ги оправдувам за корупцијата, не сакам погрешно да бидам разбран, немојте, не ги оправдувам за корупцијата, но мислам дека треба да се позагрижат за стандардот, исто како што подобрија во делот на образованието, се подобруваат во делот на здравството и така натака. Ама знаете, вие кога ќе наследите една руина,
подобро е скроз да ја очистите, за она што викам багер систем, да се однеси ѓубрето, сето да се очисти и да почнете да градите држава од нула. Затоа што тие 7 години, ја што викам на противуставно владење. Значи противуставно владење имавме целиот тој период имавме противуставно владење, Македонија ја вратија не на почеток на 90-тите години, него на почеток на Балканските војни. Мене ми е стварно повторно ќе кажам, особено често што сте тука, заради тоа што ова ми е една од омилените теми. Во глобала зборуваме за безбедноста на нашата држава, тоа ви е ваша стручност, вие сте професор по таа тема. Сега би сакал да проанализираме за жал еден мега спектакуларен случај, така би го нарекол, како и да звучи, Палчо, тоа е убиството на малата Вања и на Панче Жежовски, така беше Панче. Да, Панче Жежовски, да. Жежовски. Кажете ми, во моментов има многу теории на заговор, Палчо од таму од каде што е од затворот, праќа на YouTube писма, секој ден по ново писмо има и сега дали е заверување дека он работел за државата. Една од теориите е дека он работел за државата и дека повеќе не им треба, па му го сместиле ова. Сега, ништо не наведувам, но за волен на вистината нема ДНК од него, никаде. Дали можеме да веруваме дека сепак е некаква теорија на заговор или зашто стана збор? Сите докази се многу танкички против него, затоа што не. Обвинителството ли тука малку потврди? Не обвинителството, значи уште во истрагата, кога не се успеа да пиштол нема пиштол, нема вештачење на огнено оружје со кое што е сторено кривичното дело, нема врска помеѓу пронајдените чаури на лице место на убивите. Се уште не се знае кој пукал. Значи се уште не се знае, сето тоа е на вербален деликт. На вербален деликт, да. Каде што имаме ја ти кажа, ти кажа. Не, еден против еден обвинет обвинува друг обвинет и така натака. Јако има некои други пропусти, во завршниот збор еден од адвокатите наводно изнел една многу силна предпоставка дека било најдено некое оружје кое што не било вештачено 2 дена после настанот. Значи има еден куп работи кои што во жалбената постапка апелациониот суд треба да ги има во предвид. И јас за еден друг медиум кажав дека особено кај вакви монструозни кривични дела каде што имаме такви индици, основи на сомнение, пак ќе кажам, индици за некаква вмешаност на политички елити, на други, на бизнис елити, некои големи интереси, големи пари, големи мотиви, каде што и самиот обвинет Љупчо Палески кажува дека јас имав толку и толку снимени разговори, па ако сакав некого да го рекетирам, можев да ги рекетирам кого сакам и како сакам. Значи, има еден куп работи кои што во постапката, во жалбената постапка, апелациониот суд мора да им посвети големо внимание, затоа што овде падна пресуда со многу танкички докази. Вие и самиот рековте дека нема ДНК анализи, нема присутност, самите обвинети кажуваат дека не бил присутен на лице место. На друга страна имаме само признание на еден од обвинетите дека тој го сторил грабнувањето заедно со друг, Палчо не бил таму. Значи сето тоа е една состојба каде што јас вака викам. Секогаш извршителот е првиот во вакви монструозни кривични дела или во атентати и така натака, извршителот е првиот кој што се елиминират. Значи се елиминират извршителот. Нарачателот и осмислувачот на кривичното дело, значи со тоа се само заштитуваат. Понатака, доколку осмислувачот на кривичното дело, како што стојат некои основани сомненија за некои кипарски пари, за огромни пари од времето на Вања Лазаров, кога бил директор на Скопската царина. Тоа сака да ви кажам, се уште мотив нема. Не само што нема мотив, него се јас фрлам топка. Ја фрлам топката во, значи каде треба да се истражуваат, затоа што
девојчето Вања е еден од законските наследници со тестамент на огромниот имот на дедот. Вања Лазаров и така натаму. Значи, таму има еден куп работи кои што мислам дека ниту обвинителството во истрагата, ниту па судот на главните претреси успеа да им посвети доволно внимание и да ги изведит како докази, односно да ги побарат, иако целата постапка траеше скоро 18-19 месеци. Да, доста долго и пак џабе. И мислам дека се донесе една пресуда која што ќе биде обжалена дури и до Страсбур, барем од тоа што го прочитав од изјавата на адвокатот на господинот Палески. Доколку се докаже дека во Страсбур дека е, замислете, невин, што правиме тогаш? Па зато реков и за, како што спомна за министерката Гордана Јанкуловска, значи некој ќе треба дебело да сносите одговорност за злоупотреба на службена положба, на ними не само морална сатисфакција, него треба и материјална сатисфакција. Така. Треба да им се платит големи оштети кои што ќе паднат на товар на буџетот. И затоа јас често пати сум дискутирал. Судскиот буџет што поскоро да се одвои од државниот буџет, да биде независен, ама судија на кој што ќе му падни предметот, ќе добијат намалување на плата, затоа што го оштетиле собствениот буџет, од кој што тие земаат плата. Ме разбирате? Може би свесно. Да се вратиме пак во делот на Палчо, во изведувањето на доказите и доказниот материјал и пресудата. Видете, пазете, јас таа пресуда однапред, значи не само јас, многу медиуми ја најавија уште на пресконференцијата дека е донесена 2 дена после на трети или на четврти беше пресконференцијата на господинот Оливер Спасовски и господинот Бубески, јавниот обвинител, кога они ги изнесоа некои податоци битни за истрагата. И слики имаше. Да, и слики, и мислам дека уште тогаш имавме ситуација во која што се преадуцираше ова пресуда и луѓето беа однапред веќе прогласени за виновни, за монструми и така натака, што мене лично не ми се допаѓаше, затоа што јас секој пат сум поборец да во истрагата се обезбедат докази и тие докази бидат презентирани пред надлежниот суд. Надлежниот суд е тој кој што треба да ги верифицират. Пак ќе се вратам на она што го реков. Работата на Министерството за внатрешни работи ја валоризират судот со пресуда. Да. Ако судот донеси конечна пресуда, со која што ќе паднат осудителни пресуди и ќе бидат прифатени сите оние докази кои што Министерството ги предложи, не мора да е само Министерството, финансиската полиција, царинската управа, не знам, значи институциите му ги предложиле на јавниот обвинител ги предложил во постапката, значи со самото тоа, кога се валоризира, значи тогаш викаме Министерството е успешно. Ние сега зборуваме дека во оваа година Министерството направи многу, но резултатите од тоа многу треба топрва да ги видиме, што ќе пресуди судот. Но професоре, како е возможно, например, кажете ми, вие, еден од обвинетите, така, кажува дека точно знае кај кого е пиштолот и торбата и све, и обвинителството воопшто да не се потруди ни најмал притисок заради тоа што човекот каже дека јас нема да го кажам заради тоа што имам фамилија. Па сите имаат фамилија. Не може некој да стори кривично дело. На крај беше посочен, нели вработениот во банка. Нема име, презиме, ништо не. Како не? Давидковски, како не? Има и име и презиме. Давидковски беше човекот кој што наводно го по наредба на Љупчо Палески бил задолжен да појдит во партијата, да го земит пакетот и да го уништит пакетот. Добро, може. Значи тоа е сведочење на Велибор Манев, тој тоа го искажуваат на главниот претрес, обвинителството со самото спомнување на неговото, значи 3 месеци, односно цел период чутит не го кажуваат името, кога го кажуваат името обвинителството, веднаш издават наредба и се преземаат действија према вработениот во Народна банка, иначе тој е вработен во Народна банка, приведен е, отпочната е истрага сега против него и се преземаат действија. До каде е истрагата? Што е истрагата? Не треба да ја коментираме, затоа што истрагата во основа е тања.
и да видиме што ќе направи тоа обвинителството, дали ќе дојди до некаков податок, каде е пиштолот, што е пиштолот, каде е уништен, што е уништен, може би е фрлен во некоја топилница и така, не знам, претпоставки. Тоа се верзии. Ние како викаме во криминалистиката, колку повише верзии, толку подобар резултат на крајот. Толку полесно до вистината ќе. До вистината, така е. Јас се извинувам, еве нема вакви информации, затоа и ве запрашав, но тука сме за да размениме мислења за да разговараме и да изнесеме. Дали можеме ние некако да расчистиме со криминалот, со таа неказнивост? Што мислите вие, дали сме можеби на правиот пат? Јас во неколку наврати за многу медиуми, не само јас, а и други се сложиле со мене во не разговори, јас сум кажал дека рак рана на судството е Академијата за судии и обвинители, која што продуцират непотизам, од каде што немаме значи извор на добар кадар, и затоа често пати знам да кажам дека адвокатската комора би била прекрасен извор на прекрасен кадар кој што треба да бидете ангажиран во јавните обвинителства, во судовите, за да се направи еден целосен ремонт во судството, затоа што покрај високиот степен на коруптивност, за кој што сите институции, меѓународни и сите зборуваат, мислам дека во судството и во јавното обвинителство се уште ни владеет висок степен на непотизам, кој што непотизам, вие гледате дека имаме ситуации деца на функционери од политичките елити да бидат примени на академијата пред да завршат факултет, положиле правосуден испит, што е нешто Незамисливо. Пазете, имаме енормно број на фалсификати, дипломи и така натака, значи фалсификувањето на исправа да стана легална работа, фалсификувањето и употребата на исправа со невистинита содржина заради остварување на одредени права во делот на добивање на вработување и така натака стана. Но професоре, зарем еден премиер на една држава, ние сме држава, Република Македонија, зарем стварно е немоќен пред еден судски совет, па со молитви, со молби да се распутат они нема, то не мува не ги влази. Не може ли да го промени законот? Има двотретинско мнозинство. Вака сега. Тоа е суштинското прашање. Значи, сега законот за судски совет е веќе изготвен и е во владина процедура. Значи како да е, тој закон ќе биде донесен. Се има двотретинско мнозинство и мислам дека ќе биде донесен. И една за секој пат треба да равчистиме со тие нелегитимни. Сега се тие нелегитимни. Ако представниците на народот во парламентот, кој што ги избрал, им изгласал недоверба, тој го изгубил легитимитетот. Во чио име сега тој тамо, во чио име тој тамо сега одлучуваат за избор на председател на Врховен суд, за избор на судии, за судии во апелација и така натаму, во чио име? Значи тој го изгубил легитимитетот од граѓаните. Представниците на граѓаните му рекле: не бе пријател, ти си разрешен. И не се преземати. Затоа мислам сите тие недоречености, сите тие слабости во законите треба да бидат надминати, треба да бидат регулирани и треба јасно и гласно да се знае постапката за избор и разрешување. Значи како што викаме, на една страна права, на друга страна обврски. И на една страна избор, на друга страна разрешување. Како ќе ти престани? Да, ќе ти избериме, ама треба да предвидиме и како ќе ти престани мандатот на во судски совет, тело кое што во понатамошна фаза нели ги избират сите судии и така натака, и тоа важи и за советот на јавни обвинители и се целата таа постапка. Имаме сосема за крај две прашања од нашите ценети гледачи, секогаш имаме и јас умеам да ги испочитувам и ќе се одважам да ги прочитам доколку немате ништо против. Повелете. Дали потпишувањето на стратешкиот договор со Обединетото кралство има поврзано со згрижувањето на мигранти во Република Македонија и како тоа ќе се одрази врз безбедноста на нашата држава? Вака, значи прво ниту има по однос со згрижување на мигранти во нашата држава, што не е исклучено реадмисија на наши државјани од Република Македонија,
кои што се по затворите во Велика Британија, знаејќи за огромното присуство на албанските организирани криминални групи, меѓу кои што има и државјани на Република Македонија, да не се лажиме. Значи, доколку бидат вратени, ние сме како држава, домицилна држава сме им, ние сакале или нечеле мора да ги примиме тука во Република Македонија. Тоа е едната работа. И втората работа, мислам дека дали е можно според вас? Што? Да имаме мигранти? Не. Ниту тоа е намерата. Единствено некој кој што се плаши сите оние кои што одработуваат сценарио на Германија и Франција со Фронтекс. Иначе Фронтекс е рак рана на мигрантската криза и пропуштањето на мигранти према Западна Европа, било да е тоа од Турција па преку Грција и Република Македонија, тие наместо да ја заштитат границата на Република Македонија, односно да ги заштитат европските граници, тие станаат трговци со мигранти. Јас тоа јасно и гласно сум го кажал за Фронтекс, бурум Фронтекс да ме тужит, а јас ќе им докажам еден куп докази дека секоја вечер наши полициски службеници од СВР Штип, од СВР Струмица се бркаат по автопатите и по патиштата низ Македонија се бркаат со тие шверцери на мигранти кои што ги носат со разноразни комби на возила и така натака, и сето тоа се работи под закрила на високиот степен на корумпираност точно на тие кои што дојдоа овде да ни шират и да ни кажуваат како се прави безбедност. Тие ниту имале безбедност во сопствените држави, ниту ќе имаат безбедност во сопствените држави, затоа што наркоманијата во нивните држави е толку многу раширена. Тоа е нешто ненормално, а да не правам муабет за илегалната регрутација на паравојски за рушење на други политички системи во други држави, но тоа е сосема друга тема. И мислам на таа тема со цела Европска унија нека се соберат, спремен сум еден куп аргументи да им изнесам за да сватат и за да научат дека со сето тоа они самите себе се загрозуваат и самите себе ќе се распаднат. На таа тема може и посебна емисија да направиме. Посебно кој како сакат, на таа тема може и заради тој висок степен на таа бирократизација, корумпирана бирократија во Европската унија, они сами ќе се распаднат од внатре. Како Рим, исто како Рим. Како Римското царство. Професоре Ѓурчевски, сосема за крај имаме последно прашање од нашите гледачи. Дали сметате дека државата Македонија ја прави Македонија безбедна земја за живење? Чувствувате ли потреба од системски корекции од аспект на безбедносна законска регулатива на сите нива? Значи, да равчистиме. Безбедноста е динамична работа, прва работа. Втора работа, безбедноста не се мускули, безбедноста е наука, да не се лажиме, и дека треба да се усогласуваат законите и законските прописи, да се вршат одредени измени, да, се согласувам, но мислам дека од ден на ден, барем во оваа година, дека имаме подобрување на вкупната безбедносна состојба во Република Македонија. Со самото членство во НАТО, ние сме дел, значи, од таа безбедносна групација. Но, на друга страна, со таа безбедносна групација сме па и легитимна цел на непријателите на НАТО. И оние кои што војуваат против НАТО, да не се лажиме, било да е тоа Иран, било да е тоа Русија, било да е тоа Кина или било кој други, Северна Кореја и така натака и така натака. Значи, доколку од оваа територија, која што НАТО би ја користел за извршување на одредени борбени действија, тогаш нормално дека си легитимна цел и ние сме свесни, потполно свесни сме дека со самото членство тамо имаме права и имаме и обврски. Нели? Имаме права и имаме обврска, не се само права, и затоа ние, не само ние, него сите членки пред 2 недели, нели на нема 2 недели, 7-8 дена на последниот самит на НАТО, го зголемија буџетот и трошковите за одбрана на сите членки 5% од бруто домашниот производ. Тоа знаете што значи за Република Македонија? 800 милиони евра. Ете тоа значи. Но безбедноста е скапа работа и затоа реков, тоа е наука, тоа е скапа работа и во тој дел, значи самите Франција, Англија и Германија, како водечки земји, Велика Британија, зборам во НАТО сојузот, не во Европска унија. Европска унија
тргнете ја настрана, тоа е сосема нешто непотребно. Значи, кажува дека треба да ја возобноват вкупните производствени капацитети за производство на одбранбени средства за оружја и орадија за ефикасна одбрана на членките на НАТО. Ви благодарам многу што ни бевте гости, ни го збогативте ова наше студио, овој наш подкаст и ви посакувам добро здравје и повторно да се гледаме тука. Благодарам на поканата, стојам на располагање за да разговараме за сите отворени теми, затоа што во основа сакам да разговарам отворено и со аргументи. Драги мои, тоа беше професорот Љубомир Ѓурчевски и вие добро знаете дека доколку ви се допадне ова видео, треба да стиснете лайк и да го споделите како би допрало до што поголем број на луѓе, а секако и subscribe.